Добро вечер. Недела 22 часот, време за емисија во Центар на YouTube. Јас сум Васко Кефтов, почитувани гледачи, вие сте на истинското место. Зошто? Бидејќи во недите 1 час и 24 минути и вие и јас имаме право да ја знаеме вистината. Пред да одиме со интервјуто на вечерта, ако не сте сабскрајбери, стиснете сабскрајб, ќе добиете сите информации поврзани со емисијата во Центар, ставете лайк на ова видео што го гледате, а ако сакате да гледате политички анализи или да бидете мемберси или да користите опцијата membership на YouTube каналот Васко Кефтов, 150 динари месечно чини тоа, станете мембери, ќе можете да гледате политичките анализи на се оно што актуелно се случува на македонската политичка сцена. Ке почнеме со тоа што пред една недела се случи на Партизански одред или на улицата или булеварот Партизанска. Видете, многумина тоа го третират како проблем на правосудството, проблем на обвинителството, проблем на политичките партии, тоа е сето тоа. Тие проблеми тамо се евидентни, но мене ми се чини дека тоа е уште поголем проблем, проблем на семејството, проблем на образованието, каде што примитивизмот во Република Македонија, плюс примитивизмот кој се шири преку социјалните мрежи, ги уништи сите овие системи, судство, правосудство, обвинителство, политички партии, семејство, образование и така натаму. И цената која плаќаме е стравично висока, меѓутоа таа цена му доаѓа како нешто неизбежно во оној момент кога ние ги изгубивме сите овие процеси. 1 час и 23-24 минути. Останете со нас, нема да зажалите. Добро вечер за Ерол Ризаов. Колега со импозантна кариера. Не сме се виделе скоро 2,5 години. 2,5-3 години. Ве нема. Поминаа толку? Да, помина, ве нема. Не се појавувате по медиуми. Па видите, да ви кажам најискрено, да бидам до крај искрен што велат. Имам покани од телевизиите и од колегите да учествувам во некои емисии, било тет-а-тет, било колективни, меѓутоа ги одбегнувам затоа што некако се наоѓаме во некоја улога на адвокати на некои партиски интереси, на некои политички интереси кои не ми се допаѓаат мене. Повеќе ги сакам разговорите кои имаат една друга димензија, една, да речем, политичка одговорност, институционална, по еден, ако може нешто да се влие за побрз развој на демократијата, за економските процеси, кај што ќе може на еден друг начин да зборуваме, а не да се расправаме, односно да го кажеме што велиш ти од тоа што сакаат да кажат тие, а не ние. И балансот на избор на соговорници, едните треба да бидат едната, другите страна, за да се они покријат, мене не ми се допаѓа и тоа не. На некои емисии одам и кај некои личности, еве, тебе бидејќи те знам многу одамна и те знам како од твоите почетоци на извореден економски новинар и многу ми е жал што не си таму, меѓутоа овде постигнуваш добри, одлични резултати и тоа е тоа. На Македонија и требаат личности кои овие заблуди што ги имаме секојдневни и кои се понесени од други мотиви, ние влегуваме во таа замка и ги одбегнуваме другите процеси кои некојаш се многу поважни, а не им обрнуваме доволно внимание. Прво не ги гледаме кои процеси. И второ, ако ги видиме, оставаме додат спонтано, а процесите во овие услови кога се е тоа катализирано, катапултирано, енормна брзина добива на све, лесно може да бидат злоупотребени. Тоа нас ни се случува. Имавте колумна напишана во вторникот околу ова несреќа на Партизанска или на партизански одреди. Да, напишав, иако сите пишувавме за таа несреќа, меѓутоа некако имам чувство дека сакаме да одбегнеме колективната одговорност со некоја, ајде да кажам, лажна тага или лажен стрес. Лажна потрага по уништена процедура. Да, значи, некоја лажна потрага тука има една системска димензија, тие улични градски сообраќајни несреќи кои се плод на практично на убиства, како што веќе и другите констатираа, бидејќи друго е во светот и секаде и кај нас секојдневно се случуваат сообраќајни несреќи, меѓутоа друго е кога вие имате една ситуација на немање дозвола за возење, на користење на алкохол, на дрога,
И таму потребив една поширока димензија на овие случаи. Таа партизанска, која е еден од најубавите булевари кои се изградени во Скопје, имаше долги години трки, аутотрки, мототрки, возење без никаква контрола, а сега таму има објави преку 30 коцкарници од Влаја до центарот и стотина кафулиња. Сега еден пријател ме исправа и веројатно е во право, вика има 100 коцкарници, не 30. И случајно еден факултет, односно два. Дали ова Македонија стана една голема коцкарница? Ке мене во зграда има 4. Ке мене во зграда има 4 коцкарници. Имаше да речем. Сега видите, ако се направи едно истражување, што несреќи создаваат алкохолот и коцкарниците, какви димензии има тоа и колку убиства, инвалидитети трајни, како завршуваат тие судски процеси и така натаму, ќе видите дека е една голема неправедност кон граѓаните, а заштитата на граѓаните, односно превентивата да не дојде до тоа, не функционира. Не функционира. И тука е проблем. И жалосно е ова што се случува. Има една констатација дека таа една бахатост, која нас ни се создава 10, 15, 20 години, овие деца на транзицијата, богаташи, зголемени богатства, лесно стекнати богатства и така натаму, значи тешко може да го контролира тие процеси и таа бахатост излегува на површина. Брзи возења, дрогирање, пијанчење, правење и така. Значи, може би има и такви димензии, меѓутоа треба да се вратиме на некои традиции. Несредени семени односи, значи други вредности, други квалитетни. Образованието, домашното воспитување, скромноста. Јас сум запознал богати луѓе низ светот кои живеат многу скромно. Уништен систем, судски, обвинителски, полиција, значи нас све во една точка ни се склопи. Па затоа е и најважната работа во развојот на едно општество, образованието и функционирањето на системот, на институциите на системот. Кога тие функционираат, нема потреба политичарите да ни кажуваат што е добро, што е лошо. Значи, луѓето низ образовниот систем, низ домашното воспитување ги стекнуваат тие, да ги речем, меѓучовечки односи, таа внимателност, таа култура на живење, сето тоа. Заглавивме во примитивизмот. Светото тројство, учител, доктор, поп, на што почива македонските мали села, мали населби, кај што тие нели седнува и се договара што ќе се прави во тоа некое село. Поповите или не знам, верските лица се целосно девастирани, джипови, раскалашно живење и така натаму. Образованието сите знаеме поише од учителите, нели? Воопшто не ги ни третираме. Сега плаќаш ти за нешто за децата и сметаш дека си го купил училиште, си купил повеќе. И докторите, нели, сите не емигрира, си замина. И ние имаме рушење на базните клетки на општеството и секој ќе тоа се мултиплира горе на државно некој или на некој вакво бахато ниво, тогаш тоа не треба да ни изненадува. Да, и се подпираме исклучиво на казнената политика како решение. Дали е многу 10 или 20 години или 5 години затвор и така натаму. Тоа е последицата. Значи, причините се многу подлабоки за она што јас ти сега зборуваме. Причините се во сите други сегменти на нашето општествено живење. Све што сме промашиле. Да, све што сме промашиле и тоа е, тука се главните причини кои траат веќе подолго време. Во претходниот политички економски систем поинаку се решаваше таа работа и помалку динамичен беше животот, иако и тогаш имаше нели несреќи разни од разна природа, но сега е ова веќе присутно е една аздисаност за која ти изборуваш на покажување на мог, на богатство, на една манифестација дека никој ништо не ни може и така натаму. И тоа еве ги млади животи се губат, што е несфатливо. Несфатливо за една. Скопје требаше да стане од дел од тие паметни градови, што ги викат, каде што се е синхронизирано, снимено, каде што
Уште во училишните клупи се зборува за таа сообраќајна култура, за пешачките премини, за начинот на поминување на улицата, за сите други, за возење, за се тоа требаше да има некаква култура на живење, што за жал не е присутна. Ние сега се бавиме со некои многу други работи и ги запоставуваме основните потреби на нашите деца. Некаде почетокот на 90-те години или средината на 90-те години, кога Бугарија влегува во капитализам, нели процесот на транзиција, кога почна да се натрупуваат големи богатства, бугарите нема автостради или овие автопатишта и нема каде да возат тие бесни коли. И доаѓа тука на оној потек кај Катланово, кај Петровас, нели да возат во патишта што се во две ленти, во магистрални нели патишта. И подоста нели во Бугарија имаше серија на коментари дека брзото возење, брзо стекнатите пари, лудото возење, пијанчење, така натаму е најголем во наводници убиец на бугарите, дека ништо повеќе не ги убива, не ги уништува бугарите отколку тој еден процес. Не велам дека и сега тоа се случи, меѓутоа ги гледаме процесите. Ово македонско општество како да нема плеки да го носи товарот на новото време, како да не сме подготвени, како да немаме алатки, како да немаме некој инструментариум да се справиме и да можеме да ги решаваме проблемите на новото време. Добро, и промената на општествените уредувања во историјата го покажува тоа во многу држави, меѓутоа кај нас тој данок е многу повисок. Ние тој данок на крв го плаќаме со многу повисока цена, отколку што би бил тој природен процес на развој на едно општество кое поминува од еден систем во друг систем. Тоа оди прилично бавно, нашата транзиција викаат дека завршила, јас се сомневам, мислам дека се уште трае. Може би сега сме во екот на транзицијата. Овие големи играчи замина од сцената или замина од бизнисот. Новата гарнитура, дали нивни деца, дали нивни наследници, дали нови играчи, ни приближно не може да го задржат или да го имат тоа ниво. И во овие услови Македонија сите наредни генерации се потешко можат нивото да го држат, можат се потешко чекор да фатат со оставштината, не со некое ново време или некој нов проект, нов процес. Немам проблем со тебе да се согласам, значи не можеме да влегуваме во различни мислења затоа што навистина е тоа што го зборуваме во овој момент ни се случува. Премиерот на средба со македонската диаспора во Америка вели дека не е затворено македонското прашање. Вие сте историчар, па историја на уметност и така натаму, значи тие процеси ги знаете и може ли, колку е опасно прво премиер на држава која е членка на НАТО, држава која е формирана најмалку 34-35 години, не мислиме нели дека е повеќе, да дава и такви оценка дека не е затворено. Како ќе го решаваме македонското прашање ако не е затворено? Ова ти е најтешко прашање. Најтешко. Да. Секогаш низ историјата македонското прашање е едно од најтешките прашања не само кај нас, туку на целиот Балкан. И тоа кога се разгледува, кога се зборува за тоа, треба да се има предвид барем нешто да сте прочитале од стотите книги што се напишани на таа тема од разни аспекти. И историски, од минатото и сега. Значи, и тоа од аспекти на Грција, на Бугарија, на Србија и на Македонија. Тогаш, може би, некако професор по физика или математика, туку како политичар, кој сака да стане државник, можете нешто и да кажете за македонското прашање, а не да подигнувате емоции и да предизвикувате сериозни проблеми во односите не само меѓу соседите, туку и воопшто во многу еден поширок регион. Македонското прашање во почетокот е територијално прашање. Значи, по Берлинскиот конгрес 1878 година, кога е ревидиран Сан Стефанскиот договор, практично поништен, се враќат териториите на Македонија етничка во рамките на Турската империја. И Србија, и Бугарија, и Грција имаат интереси за таа територија и ги
воздигнуваат своите пропаганди на највисоко ниво, кои доведуваат до Балканските војни. Значи, таа територија на Македонија, која останува во рамките на Турската империја, уште 35-6 години. Значи, и сега сите алудираат, и тоа е тоа македонско прашање кое не е решено, и секој мисли дека треба да се реши во негова корист. И Бугарија, и Србија, и Грција. И тоа е територијално решавање на македонското. Тоа е територијалното решање. Тоа ние мислевме дека е завршено со 44-та и со 91 година, кога година сега премиерот вели не е решено македонското прашање. Со Асном, еден голем дел од македонското прашање што припаѓа на ова денешна наша Македонија е решен. Значи, сите таа војна што е добиена како сојузници на антифашистичката војна учествува конститутивните народи на Македонија. И тогаш, значи, видите го составот на Асном и ќе видите кои се учествува. Значи, таму имате и припадници на етничките заедници, имате припадници највеќе на македонците и донесена таа држава. Значи, таа држава функционира во рамките на Југославија како федерална, како и сите други. Дури 2-3 јазика и така натаму, значи тоа се некои акти кои се направени. Тоа е еден дел од македонското прашање кој е затворено. Целосно затварање, условно да кажеме, на македонското прашање е, по моје мислење, е членството во Европската унија. Значи, кога соседите и ти сте заедно во Европската унија, таму има и други норми, и други односи, и други меѓусебни од релации на државите кои што се во соседството, и тоа овозможува Македонија да конечно ги затвори сите тие дилеми, прашања, несогласувања. Ние го имаме Асно. Па 2 или 3 години после Асном, значи почна подготовка за граѓанска војна во Грција 48-49 година. Па се случува една хаварија, значи на национална, како да ја наречеме, значи целосно иселување на население и така натаму и така натаму. Имавме Пиринска Македонија, време на Ѓорги Димитров, па Јосип Брз Тито, тие како губитници во Втора светска војна мора да прифатат одредени прашања. Почна богарите да го решават, стигна до одредена точка, се вратија рикверц назад, значи се вратија кон некои почетоци на непризнавање, на неприфаќање и така натаму и така натаму. Бугарите беа многу сензитивни кон Македонија и Грција го направија преспанскиот договор. И кога се смени името на државата Северна Македонија. Тие се исплашија, веројатно со право, ако има Северна, има и Јужна Македонија, ако има Јужна, има Источна, ако има Источна, има и Западна. Источна, Западна Германија. Има таков настав. Секој север има свој југ. Северна Ирска и Република Ирски, ако нема Северна, Јужна и Северна Кореја, па нели ни дава некои предлози Република Македонија во заграда Скопје беше Конго Бразавил и Конго Киншаса, и ако двата главни градови се само 30 км оддалечени една река, нели една река ги дели. И дали ако не е затворено македонското прашање, а нас не обвинува на почетокот на 90-те години, колку да не изгледаше смешно за иредентизам, Грците нели не обвинува за иредентизам, не со пушка, туку со крадење на историја, крадење на име, како што тие веле. Може ли тоа не да го отвори или затвори, туку да го комплицира македонското прашање? Видите, се тоа сега ставено во контекст на нашите политички состојби во државата и затоа ние на тој начин реагираме. Еве, ја пред 10 години имам напишано, уште не беше склучен преспанскиот договор, дека ќе стаса бугарската фактура. Тие се тие историски околности кои постојат во реалност. Истото сега го тврдам дека ако Србија влезе пред Македонија во Европска унија, ќе стаса и српската фактура. Без оглед што ние сега имаме најдобри односи, да речеме, со Србија и дека тие се тоа. Меѓутоа, политичките гарнитури се менуваат.
Има таму сериозни струи кои имаат, ги обновуваат тие прашања околу денешната територија на Македонија. Го слушате господинот Протич што зборува на телевизијата. Каква Македонија, вика, не постои македонска нација, не постои македонски јазик. Значи, таквите работи каде исто сега да бидеме коректни, односно да бидеме да се држиме до фактите. Ако Македонија влезеше пред Бугарија или пред Србија во Европската унија, ние исто ќе поставивме некои услови. Това ни го дават апсолутно, ќе поставивме некои услови и на Бугарија за признавање на македонското малцинство во Бугарија, за некои други проблеми што ги имаме меѓу себе, сега далеко и за Грција да кажам, меѓутоа и за Србија. Значи, тие се тие правила кои ние мораме да ги прифатиме, не во смисла да го губиме идентитетот. Мислам и околу идентитетот во Македонија, со политичките предизборни кампањи и пропаганди се направени многу неточности, за да се дигнат тензиите. Еве, например, намерно се кажуваат тие неточности. Намерно се прават, така се добиват најголема поен, се игра, се удира на емоции, на чувства, на чувствата на граѓаните. Еве, например, да земеме јазикот, македонскиот јазик. Никој не го негира македонскиот јазик, на кој јас и ти денеска зборувам. Ниту лингвистичката наука, ниту соседите, ниту Европската унија, каде што ќе, ако влеземе, ќе се зборува, па ниту Бугарија. Бугарија негира нешто друго. Бугарија негира потеклото на македонскиот литературен јазик, дека е тоа од бугарски дијалекти, не знам што, меѓутоа таа одбрана Блаже Коневски има изворедно направено, уште на своја 24 годишна возраст. А и не треба да си некој лингвист, ако земеш денеска да читаш еден роман на бугарски јазик, ќе видиш дека станува, тешко е тоа да го прочиташ. Тешко е тоа, станува збор за два различни јазик. И ако науката, ако Обединетите нации го признале македонскиот јазик, лингвистите, не сме од индоевропска група на јазици, македонски јазик се гледа, милион книги се напишат. И Коцијас, кога е министар за надворешни работи, во интервју на Грчката национална телевизија, вели 70-тите години, токму во Солун е признат, прифатен е македонскиот јазик. Апсолутно. Ние имавме избор дали македонскиот или бугарскиот ќе го прифатиме како јазик на таа држава, ние прифатиме дека значи уште 70-тите години на минатиот. Значи тоа е точно. Втората работа која ние многу се вознемируваме, често со право, е да речеме односот кон уставните измени. Дали нашата јавност знае колку во Бугарија има бугари националисти кои се против тоа да ги донесем? Да ги донесем уставните. Еве и овој Костадинов што вика да се припои Македонија кон Бугарија. Тоа е против да уставните измени да се донесат во Македонија. Затоа што тоа е признавање на бугарското малцинство заедно со сите други делови од народи што живеат во Македонија. И кој е стравот кога во некоја идна генерација, и се извинам, ако те прекинав, една идна генерација на македонци или граѓани на Македонија може ќе идат докрај со граѓански устав, како членка на Европска унија, како членка на НАТО, да се направи граѓански устав каде што нема да има квоти, нема да има имиња национални признати. Сите граѓани се со еднакви права и така натаму и таму. Значи тоа е еден процес на развој на демократијата, на целиот општествен политички систем. Знаете што е опасно? Во тој процес ние и во Македонија ко македонци заостануваме. Тоа е она што е најстрашната оценка која може и македонски новинар да каже, и човек кој ги гледа процесите. Ние ко македонци, дали преку процес на иселување, дали преку процес на транзиција, дали преку процес на губење на работни места и така натаму, ние ко македонци во Македонија заостануваме во споредба со другите етнички групи во Македонија. Како Македонија и македонскиот народ да им е нешто поклонето, нешто да добиле,
не знаеш што да прават со тоа што го добиле, и сега, знаете, велат, не, никој нема да ни го земи и тоа ќе може да се направи, дури кога ние ќе дојдеме во некоја ситуација да биме силни, мокни, да даваме, да правиме правилен однесување така. Македонецот станува се послаб и во рамки на Република Македонија. Видите, во рамки на Република Македонија сегашните расправи околу јазикот, што ги имаме наши, натре, околу албанскиот јазик, македонскиот јазик. За мене е нешто поважно од уставните определби и од законските определби, од венецијански комисија. А тоа е фактот што македонскиот јазик е комуникацијскиот код во Македонија. Кога турчин и албанец зборуваат на македонски за да се разберат. Кога ром и србен зборуваат на македонски. Значи, тоа е тој јазик кој не е важно дали е напишан дека е државен или не знам, тоа е јазикот на кој ние се разбираме. Комуникацијски. И тоа треба да се негува, тоа е најважната работа. Значи, за да бидеш успешен денеска во Македонија, во разни бизниси, во разни односи, во администрацијата, добро е да знаеш и треба да знаеш македонски јазик, државниот јазик, и да знаеш еден од јазиците што се употребува во Македонија. Можеш да замислиш човек што знае македонски, турски или албански, па и грчки ако треба, или бугарски, или не знам кој друг јазик. Битола знаат грчки. Во Евгелија знаат грчки. Значи, тие луѓе треба да имаат пред. Ако некој се обрати на неговиот јазик, ако му се обратиш, веќе половина работа се заврши. Во Западна Македонија говорат на албански. Го знаат албанскиот јазик. Тоа треба да се дигне на ниво не на расправа, кавга или остварување на некакви права национални, националистички, романтичарски на разни наши делови од народи. Тоа треба да се дигне на едно ниво кога тоа е добро. Тоа е важно, тоа е значајно да моето дете знае 2-3 јазика. Освен светскиот јазик, да си го знае покрај мајчиниот јазик, да го знае и јазикот на кој мнозинствиот народ зборува во Македонија. Вие го познавте Блаже Коневски, да. Сте имале средби со Блаже Коневски. Гледате, сега имате повторно реобнова на процесите на напади на Блаже Коневски. Во еден период 90-тите години беше популарно, нели? Беше курентно се напаѓа Блаже Коневски. Антонио Милошевски ја напишал на книга Азбуки, нели, кај што го нарекол Џуџето од Небрегова. Пред 3 или пред 4 дена Лјупчо Ѓорѓевски на Фејсбук пишува за годишнината од Гоце Делчев 4 февруари и место њ почнува НЈ да пишува, меѓутоа не ја знае бугарската азбука, па пишува Г, иако Г не постои во бугарската азбука. И еме нова фаза на напади на Блаже Коневски. И ако се сруши, нели, Блаже Коневски, се руши сушност целата архитектура на македонизмот, како што тие го нарекуваат. Тоа ги боли. Знаете што, на Блаже Коневски многу широк грбот, многу значајна историска и научна личност е да можат да му наштетат маргинални луѓе во политиката. И во Македонија неговиот влог е огромен. Огромен. И мислам дека нашите реакции треба да бидат во тој правец многу пожестоки. Во одбрана. Во одбрана не заради Блаже, туку заради нас. Тоа што е во науката, што го направил Блаже Коневски за јазикот, тоа си останува и тоа не може никој да го смени. Меѓутоа, сегашните напади имаат една друга димензија. А кога викам жестока одбрана, мислам на следново. Замислите националната партија која е на власт во Србија, некој премиер или некој политичар нивниот врвот да го нападне Вукарачич. Тој одутре би била крај на неговата и политичка кариера и не би можел да излегне на улица. Или тој што го кодифицирал грчкиот јазик, современиот грчки јазик. Ти има, нели, разлика старогрчки и грчки. Дали може некој него да го нарече џуџето на Грција?
како што го нарече Антонио Милошевски, да биде сега во врвот на партијата и да ни дава критики кај треба и како треба да иде Македонија и што треба да се прави, тој не би можело дома да излезе. Но кај нас го прават. Го поставен Љупчо. И ВМРО, да помене, никогаш не се извини за таа работа. Знаете како е кај нас политичките партии? Двете главни политички партии се по 16-16,5 години на власт. И ВМРО, и СДСМ, и ДУИ 21-2. Сите со новите лидери, како од нив да почнува партијата, не чувствуваат одговорност за периодите што кога владееле. Значи имотот и капиталот ги наследуваат. Да, се наследуваат, но врските, црните петна... Никола Груевски бил, така, тоа нас не интересира. Да. Што направивте 11 години? Знаеме какви црнила се случија. Што направи СДСМ, што направи ДУИ. Значи, таа работа. И сега, такви луѓе кои ние зборуваме за достоинство, за идентитет, за гордост, и сега тие луѓе се во собранието и зборуваат и ни кажуваат нас за реформи, за реформи во судство, за реформи, за достоинството, за идентитетот, интереси. да. А националните интереси, преговорите со Борис се најмногу околу јазикот, да речеме. Па и Глигоров и Желјо се сеќавате дека не ги потпишува договорите за соработка, бидејќи беа потпишани на македонски и бугарски јазик согласно уставите на двете држави. Добро. И сега ако самиот Антонио нели и двете го негират Блаже Коневски, тие всушност не го негира, го навредува, го ништи. Го маловажува. Или еве се ова за Љупчо Георгиевски не ме чуди. Меѓутоа, еве ти сега спомна нешто многу интересно. Признавањето на Бугарија на Македонија, како што прва, нели, не призна. Дали негде сте го прочитал документот? Не сум го прочитал. И ја не сум го прочитал. Меѓутоа, што се признава кога се признава држава? Вие признавате една држава, не е тоа само така, признаваме... Територија, се се признава. Значи, тоа се тие аргументи кои ние треба да ги имаме во предвид кога и преговараме, и кога донесуваме одлуки, но и кога овде на нашиот домашен терен предизвикуваме намерно една лавина на реакција. Лавина на бомба ќе фрлиме, тоа се политички маргиналци. Во Бугарија чекаме стабилна влада. Па стабилна влада уште потешко ќе се решава од Па гледате, Бугарија нема 3 години стабилна влада. Србите 3 пати преку улица процеси, системи, власти менуваат. Милошевиќ, па Џинџич, нели Џинџич не само улица, туку се убиство. Сега Александар Вучинич, Срби и двете држави кои учествувале во поделба на Македонија, поминуваат низ сериозни политички кризи. И не им се гледа крајот на тие политички кризи, ни во Бугарија, ни во Србија, со битно влијание во Република Македонија. Со Бугарија, видите, со сите комши, и таму кај што живееш, денеска со своите соседи треба да имаш добри односи. Ние мораме да изградиме добри односи и со Бугарија, не мора да, како викаат, не мора да се сакаме, мораме да се почитуваме. Во НИП Нова Македонија главното упориште на дописната мрежа беше Софија. Значи таму се праќа секогаш сериозни. Во македонска дипломатија амбасадорското место се анонимуси, ние не ги знаеме кои се во Софија. Клучни играчи се праќа во Софија за Љубиша Георгиевски, претходно и во ЦДСМ Георги Спасов. Значи, тоа се сериозни, тешкаши, сериозни играчи, бидејќи однапред сме знаеле дека тоа бугарско или македонско-бугарско прашање е многу сериозно за решавање. Ако не ја следиш внатрешната своја состојба во односите меѓусебни и меѓуетнички, тешко можеш да ја следиш и со дипломатија. Прво, стабилноста внатрешна на државата создава простор за добра дипломатија. А ова сега што се прави, со повлекување на дипломатите и со поставување на партиски дипломати, тоа е само за скривање, тоа е само обид за скривање на тоа што од тие земји треба да стаса до нашата јавност. Значи, такви партиски дипломати не можат да завршат работа на една политика која е јасна да
Не создава пријатели, туку создава кавги. Сигурно, не знам. Треба да не ја префрлиме вината само на наша страна. Кој всушност ги кара македонците и бугарите? Јас имав пред една година, го слушав неколку настапи на Крста Цренковски слушав, кој говори токму на македонското прашање. Сум го слушал пред 30 години, не сум бил на сегашниот начин на размислување за да можам целосно да сватам што се случува, како кажа. Значи 60-те, 70-те години на минатиот век ние бевме целосно свесни и за проблемите и што ќе ни се случи. Повозрастни сме, нели веќе сме ги поминале процесите. Крајот на 80-те години најголемиот митинг во македонската историја. Мислам дека Благоја Филиповски го правеше социјалистичкиот сојуз на народен, како се каже. Тука во центарот на Скопје повеќе од 200.000 присутни на тој митинг имаше токму поради политиката на Бугарија кон македонското малцинство. Значи тоа се процеси, никој ниту ги ставал под тепих, ниту ги заборил, точно сме знаеле дека тие, како велите, фактурата ќе дојде да се плати. Дефиницијата на политика како наука е создавање на пријатели. Значи, мораме да тргнеме од таму. Значи, ако сакаме да се бавиме со политика, треба да имаме што повеќе пријатели. И во Европската Унија, и кај големите сили, и кај нашите соседи. Припадноста на одредена, како што е асоциација НАТО, нас ни остава одредени правила кои мораме да ги применуваме, инаку не би биле сојузници таму. Кој ги кара македонците и бугарите? Па, ја мислам дека идеологизираната историја и во Бугарија, а и кај нас во еден дел, и политичките доктрини што се применувани во разни историски периоди, особено во Бугарија со Сан Стефанскиот сон, се влезени во образовните процеси. Бугарија, Грција и Србија имаат 70-80 години, некаде и 100 години пред нас направено современи национални држави и кодифицирани литературни јазици. Во тие образовни процеси е секаде присутна Македонија во контекст кој е во интерес на тие држави. На нивните мегалии. Тие луѓе со генерации веќе создаваат потомство. И тоа е тешко чувство. Толкав баланс и товар е тоа станато што не е возможно да биде решен. Без некаква дебата, без значи личен разговор со бугарски новинар, ќе почувствувате како дури да е наклонет до одредена точка. До одредена точка. Ќе почувствувате како тоа им е незамисливо. Образованието им извира на површина. Тоа што ги учеле ги интегрираме. Незамисливо дека ние сме овој посебен народ, посебна држава. Тоа е незамисливо. Тоа не може да се обсесивност е тоа. Тоа е на ниво на историска обсесивност, дури не можам да го дефинирам на некој друг начин, но сам психолошки да речеме со некоја обсесивна формулација. Јас се сретнав со еден нивни дописник на времето на БТА од Велиза Ренчев, после они нешто напишаа дека припаѓал на разузнавачките служби, беше од Белград. Тој беше и амбасадор во Хрватска, па таму ја покриваше Македонија и ВМРО. И сме се расправале во периодот кога они им ги менуваа имињата на турците. Возрожденскиот процес. Така да, тоа го чувствував како завршена работа, они тоа не може да... Добро му викам, создадена е македонска национална свест. Тоа се процеси, долгогодишни, историски не може процеси. Да ги вратиш назад. Не се тоа, они мислат со одлука на Сталин и на Тито е направена македонската нација. Не може со одлука да се направи нација. За 20 години македонскиот и бугарскиот јазик ќе бидат целосно различни јазици, нема да се разбираме. Јас пред 20 години сум го читал и Толев, сум го читал и Венко Марковски. Сега не можам да следам бугарска телевизија, 20 години помина, се менува и бугарскиот јазик. Апсолутно. А посебно да речеме Варна, Ходам или Велико Трново горе, тамо воопшто не ги разбирам што зборат. Софија и така, веќе можам на некој начин. Не зборам само за јазик, зборам за многу други, они националните чувства и припадноста.
кај нив има еден отпор сметајќи дека тоа е нешто нивно што е одземено. Ги имаат факти, ги имаат фактите, нели, во наводници фактите, ги учат од прво оделение, се наклюкани со една нивна историја, знаат се Сарафов, Врванов и така, значи се. И со нив тешко може да комуницират. Тешко да. Меѓутоа немаат одговор на ова што јас сега ви го кажувам. Значи немаат одговор на тоа дека создадена македонска национална свест, нешто го меша тоа со комунизам, со не знам што, и му кажувам дека пред Втората светска војна во Македонија имало 10 комунисти. Немало повеќе. Единствената политичка партија на таа Југославија, кралство, и тоа политичка партија илегална, е комунистичката партија која понудила држава. И зошто тоа наишло на толку плодно тло тука, кога нема комунисти? Затоа што народот сакал да има своја држава. Идејата е прифатлива. Да, идејата е прифатлива и затоа има учество во народно-ослободителната борба, што ја викаме, во антифашистичката војна, и тоа е, за жал, единствената победа. Ние друга победа немаме во историјата. Тоа е најголема победа која се обидуваме, нели, да ја негираме. На участокот од 41 година, па што случило во Кумано, па проблематизирање на сите, нели, процеси што можат историски да се направат. Зборот ми е да се вратам, тоа мора да се разјасни и да се свати во Бугарија на еден навистина поинаков начин, а не со кавга, дека се тоа историски процеси и дека македонската нација е создадена, да, подоцна, зборувам за современата држава, подоцна од другите, меѓутоа тоа е реалност која они мора да се прифати. Таа обседнато со Тито, со Југославија, со СФРЈ. Тука почнувате Екатерина Захариева како министар за надворешни работи велеше дека ние мораме да расчистиме со диктатурата на Тито, со Југославија, со СФРЈ Југославија и така натаму. Од каде таа обседнатост на бугарите со Југославија и со Тито? Зарем навистина смета дека Тито бил посилен од нив, им е свиткал раката и го направил македонскиот народ, бидејќи они биле слаби во исто едно политичко оправдување и тој нивниот ригиден комунизам што го има, се наидува на плодно тло во нивната јавност, кој ќе кажете комунистите ја создадоа, Сталин и Тито ја создадоа, и тоа наидува на добри поени на таквите политичари, популисти кои зборуваат пред својата јавност. Ние имаме Ѓорги Димитров. А тие знаат добро што нашите генерации бугари што се повозрасни знаат добро колкава беше огромна разликата меѓу тој наш социјализам и нивниот комунизам. Они беа 16-та Советска република, а ние бевме една држава сосема поинаква и затоа видите како не нарекуваше тогаш Запад. Источна Европа и Југославија. Значи, ние имавме едно посебно место во тој западен свет за време на Тито и за време на социјалистичката држава. Се извинувам. Има таму грешки, има работи со кои не биле добри, меѓутоа има многу добри работи кои ние не ги пренесовме во новото време. Да, остана. Тоа ги оставивме и што е голема грешка. Им го оставивме на словенците. Да. Словенците си пренесоа. Така е. Си направија континуитет и тој континуитет сега функционира. Им дава. Вие се сеќавате, мислам дека беше Корошец, генерален секретар на Комунистичка партија на Југославија. Да. Доаѓаше тука во Скопје, мислам дека и хотелот Александар Палас со мебел од стилес, тој беше последник што го направија. Него словенците го пуштат да биде амбасадор во Португалија. Јас го прашувам, добро, зошто Португалија, што е толку важна Португалија, бидејќи тој беше една многу битна политичка фигура и ми се чинеше дека Португалија е многу мало ниско ниво што му се дава. Он вели, ние сме најблиску до економскиот развој до Португалија. Нас ни е многу важно да претркаме некој од старите членки на Европска унија, не Чешка, Словачка или Полска, туку Португалија. Го прати во Португалија, го проучија моделот на Португалија, зборам за словенците, и направија се за 5 години стана поразвиени од Португалија. Мислам, видите, тоа е сериозна држава која сериозно наследството се го има и иднината се ја проектира. Добро ги знам приликите во Словенија, ја таму бев и војник и воопшто и соработував со дело. Мислам дека е направена грешка во нашите определби на патот кон Европска унија што не контактиравме повеќе со Словенија. А не ставија во група? Не ставија, да. Словенија и Македонија се Македонија. понудија и така и самите словенци се понудија подоцна да
да ни помогнат во тој дел, ние таа работа некако Не крадат, виното не го зимат, не експлоатират, не прават. Некако ја одбивме на еден премолчен начин, не ја земавме како они да не бидат водичи, да не бидат партнери во таа работа. Спонзори. И да, спонзори, ако сакате да кажете, може и така, ама видите, словенците секогаш биле понапред и во Југославија, од останатиот дел, токму поради тој нивни образовен систем и на начинот на кој они си ја сакаат државата. Видите, денеска Словенија е една од најчистите држава и што ме изненади скоро во една анкета прочитав, држава во која најмногу се почитуваат законите. Имат, не знам, сте биле во Словенија, нели? Како не? Имат они велосипедски патеки. Имат патеки за пешаци и велосипедски патеки. И случајно треба да избегнам еден човек и поминувам по велосипедската патека. Застана човекот на велосипед. Не се караше. Туку ми укаже дека ова е негова патека, дека тоа треба да се почитува, дека јас морам да одам по оваа патека, па макар и да чекам и така натаму. И вие сваќате дека народот всушност ги штити правилата. Не како што велевте со репресија, па не 10 години, 20 години, не 20, 30, не 30 до живот, туку самиот народ има таква свест да се ја штити државата, демократијата, чистотата, се патриотизмот на тој начин го сваќаат. По моето последно интервју што го правив со Милан Кучан, беше кога тој веќе не беше председател на државата, веќе Словенија беше во Европска унија и во НАТО. И првото прашање беше што понатаму. Значи, еве, ги остваривте целите, станавте членка на НАТО, станавте членка на Европска унија, што ќе правите понатаму? Века сега е најтешко. Што е, викам, најтешко? Викам, остваривте историски цели. Да, века, остваривме историски цели, меѓутоа, века, мораме да покренеме една сериозна дебата, една битка, тешка, со примитивизмот и провинционализмот. Во Словенија. Во Словенија. Сега, пазите, викам, што ме вози овој човек, мене, какво, викам, вие, примитивизам, вика, вика, тоа е многу тешко прашање, вика, имаме ние клерикализам, имаме и овде, имаме, вика, многу сериозни проблеми, вика, тие, вика, сега јас создавам една група, каде што има заедно со поранешен председател, нели, каде што има, вика, значајни луѓе словенски и од интелектуалци и од бизнисот, да отвориме дебата околу овие прашања и да најдеме некакви решенија да идеме напред во тој културен група 20 или 24. Викам, добро, тогаш што да кажеме ние? Ќе видите, ќе дојде со демократијата, века, испливаат сите тие процеси, да, национализми, разни... Ќерката на Борис Кидрич ја ставил во таа група. Јас снимам со еден историчар, Јоже Пириевец, кој исто така дел на таа група, 2 интервјуи направено, и вело дека еднаш месечно, секој петок ручат, разменуваат ставови, мислење така. Значи, ќерката на Борис Кидрич, кој нели сме имале средно економско училиште тука во Кисела Вода, не е отворена, не е маргинализирана, се вратила од Белград или каде живеела, ја вклучат во сите тие процеси. Апсолутно. Секој човек е битен, тоа е, значи, нивната парадигма, нивното кредо. И тоа, прво ја мислев дека Кучан тоа ми го кажува вака. Да ве утеши. Да, за да... После видов дека како поминува време, кај нас испливаа на површина тие наши примитивизми, нашиот провинционализам, и мислам дека тоа е со образовниот процес еден од најтешките проблеми на Македонија, кои го заглупуваат овој народ и го тераат на некакви води, на емоции, за да не ги видиме главните прашања. Ние влегуваме во една замка, и таа ќе бидам искрен да ја кажам на ВМРО да помоне, во расправи кои не се суштински. Ние не влегувам, значи, суштинска работа во овој момент што е? Па стандардот на граѓаните, цените, квалитетот на живот. По светските критериуми има 11 критериуми практични кои го сочинуваат квалитетот на живот. Тоа се критериуми на Обединетите нации. Тоа се образованието, пристапот добро, здравството, кое може би и пред образованието кај нас, ние тие работи и
должината на животот на граѓаните, примањата, економијата. Ние тие работи сега сме ги запоставили, ние сега се бавиме со некои предполитички работи, прашање националните идентитети, чувствата, чив е Гоце Делчев, чив Блаже Коневски, кој го Цар Самуил, или Инденско преображенско востание. Дали овој Протич кажал дали има македонци, нема македонци, дали има... Нема емисија албанци да не дојдат, тие што се 40-50 секунди од Протич, да не ми ги стават, нели, како линк. Идентитетот, јазикот, дали со албанците како ќе излегнеме на крај, што ќе прави. Значи, тоа се добро, важни прашања, не викам дека не се важни, меѓутоа, овие се поважните прашања, животни прашања, кои одите вие еден ден во државна болница додека немате мака и да видите какво е, какви редици се само, какви проблеми има, какви лекови требаат, нема лекови и така натаму. Значи, за човек кој ќе дојде у таква ситуација, ама ништо не му е важно друго. Ми се чини дека медиумите беа први жртва на тој процес. Прво мораше да се уништат медиумите, да бидат примитивизмот да влезе во медиумите, значи мејнстрим медиумите да бидат маргинализирани, тие се финансирани, тие се купени, тие се вакви, тие се онакви, да ја јавнат целата таа структура на социјални мрежи. Кога тоа се направи, се влезе во процес на уништување на образование, бидејќи примитивизам и образование никош не одат рака под рака. Прва жртва на секој примитивизам е образование. И кога беше уништено образованието, преку социјалните мрежи ние се лечевме, се образувавме, се дава рецепти во време на короната тоа беше единствен прозор каде што се дава рецепти, се кажуваше што ќе биде, како ќе биде така натаму. И имате са во Америка, нели, кај што доаѓа министер за здравство, па доаѓа председател на држава и така натаму, кај што тие самите ги отварат, тие проценивале не е решено македонското прашање. Тој отвара прашање со Гренланд, отвара прашање со Канада да ја приклучи. А истовремено се супер сила, значи се со таа сила што има нуклеарна, он го отвара американското прашање, Америка повторно ќе ја направи, нели? Нашиот премиер дојде од Америка, односно од Америка прати вест, сакајќи некаков оптимизам да ни влее, дека ќе бидеме најбогата држава. Да, на Балканот. На Балканот. Си мислам, човече, дали е ова некаква од некој коктел еуфорична изјава или е нешто што еден универзитетски професор не мора да е премиер, знаејќи ги состојбите, не може да си дозволе такво нешто да соопшти. Но еве, гледам, тој примитивизам си ја врши работата, он знае на кого се обраќа, тоа не е случајно и сега, ќе бидеме најбогати. Центар, главни, тоа, значи, лидери. Во разговор со милиардери, тоа е, значи, можно. Видите, милиардери можат да кажат такво нешто во разговор на коктел или на некоја вечерна. Меѓутоа, кои ќе седнат за пари да зборат. Да направат есапот, сметката. И кои ќе видат кај треба да вложат и колку да вложат пари и колку од тие пари да заработат, тешко ќе донесат такви одлуки дека треба да прават они некоја држава да биде богата. Така. Па они прават да бидат они богати, а не да... Гледате, унгарскиот кредит едва и ги убеди банките да можат да го пласират унгарскиот кредит или кредитот на Виктор Орбан, бидејќи банките и така имаат пари, и кога ќе земете унгарскиот кредит со провизиите, со каматите и со се што се става, испаѓа поскапо од кредитите кои дел од банките ги дават во македонското стопанство. Не само тоа. Видите, нема проекти, не може да ги поделат парите. Ние само у фонтани, во улички, улички, канализација, некој паркинг ќе се направи, ќе отидат пари. А не знаеме што да пиеме. Ти кога земаш кредит лично, ако правиш дома промени некој да реновираш, е едно, а ако отвориш дуќан, си отворил студија, е друго. Така е. Значи, ти правиш овде нова вредност. Така е. И ние, тие пари што сме ги земали од Унгарија, треба да направат нова вредност во држава. За да се вратат. Не само за да се вратат, да се спечали, да тие што ќе им дадеш, да, 15 години тој ќе купи некоја машина, добро е тоа, меѓутоа таа машина може за 5 години да не функционира и да влезе во хипотека. Значи, парите имаат вредност како да купувате стока на пазар. Парите имаат своја цена.
И сега, ако имате проекти кои само задоволуваат политички потреби, односно популистички потреби, ние само ќе задолжиме уште повеќе државата и од тоа нема ништо да добиеме. Такви ситуации ние имавме и порано. Има некои истражување кое веројатно банките не сакаат да окажат. Огромна ставка во кредитите, со овие брзи кредити, кои ги зимат не за бизнис, на годишен одмор доат. Пари се зимат за да се оди на годишен одмор. Пари Значи, се зимат да се живее многу повисоко од нивото. Колку работите, колку заработувате, колку пари имате, така натаму и така натаму. И таа спирала. Зимаш еден одмор, па враќаш, па пробаш да одиш на втор одмор. Значи ние сакаме да живееме многу побогато од тоа што го создаваме или што сме го направиле. Тоа е природно, да сакаме да живееме, меѓутоа ама према можностите. Ама некој мора тоа да го плати. Да. Некој тоа мора да го покрие. Па кога не можете да идете на одмор, кога не можете да купите основни намирници, кога не можете да се лечите и кога не можете да се образувате на начина, вие ќе откриете вината каде е во државата. Значи не е вината во тоа што вие ќе земете кредит за да направите нешто што е потребно, туку ако земете кредит да играте комар, тогаш ќе влезете во тие должнички и ликварски односи, ќе направите големи несреќи, ќе станат кражби, грабежи, убиства и не знам што се друго. Значи, на почетокот на разговорот кажав, Македонија се претвара во една голема коцкарница и во еден голем пензионерски дом. Така е. И бидејќи тоа све што има понуда, што е си замина, затоа што порано имаше нели во ние наши времиња опишани во нашите први романи гурбетчество. Така е. Луѓето одеа на гурбет и никогаш не се враќаа таму. Требаше да спечелат една канта злато за да купат една нива за да се прехранат. Сега не е тоа. Сега светот е во джеп, го носиме во мобилниот. Така е, со мобилен телефон. Да, идеме се луѓето одат, доаѓаат и кои одат? Има рекрутни центри во Лондон, во Париз, во Берлин, кои што ги следат луѓето со нивните јавни настапи, нивните ангажмани, нивните учества и им нудат работа. И видите разликата. Вие кои ќе видите разликата негде до 10 пати повисока плата. Ако овде има 1000 евра, што не е лоша плата во Македонија, таму за таа работа што ја врши добива 10.000 евра плата. И нормално е, ако плюс му се плужат можности да си ги образува децата, да живее во почиста еколошка средина, да има помирен, поспокоен живот, нормално е да отиде. Таа флуктуација се одвива вака. Германските доктори одат во Скандинавија да работат. Скандинавците одат во Америка. Америка го покрива кремот научен во светот. Кај себе, за да владее со светот. Нашите одат во Словенија, словенците одат во Германија. Во Германија. Ево како се врти. Или во Германија, во Скандинавија, како се врти, и Хрватска исто така и на. Да. Значи сега кај нас ќе доаѓаат од Пакистан, од Турција работници, од Индија, од не знам си, од Сирија и така на. Значи таа флуктуација, таа преселба на народите, најнова ми ја нарекол, се случува. И сега тука треба, ние со тоа не се бавиме. Ние се бавиме дали ќе имаме локални избори, па после ќе преговараме со ЕУ, прво да победиме уште еднаш, да ги уништиме, да нема опозиција во Македонија. Како Србија, како Вучич, ќе уништи опозицијата и ќе му се јави студентарија, студентско мислење, студентски протести и така натаму. Значи вие не можете опозицијско мислење да уништите, можете опозиција политички да уништите. Но тоа ќе бидат идентитетските прашања, дали ни е нападнат јазикот, дали ни е нападнат идентитетот, дали треба во ваква Европска унија која еве само што не се распаднала да влеземе или не треба да се. Еве Урсула фон дер Лајен и за криминал за вакцини во време на ковид ја суда Европа и отвараат процеси. Многу погрешни мислења се пласираат во македонската јавност за Европа воопшто како континент и како човечки ресурс. Стари се, готови се, само 500 милиона се, односно полу милиарда. Видите, Европа е целата светска наука, индустријската револуција,
ако сакате и двете светски војни, све е почнато во филозофија, музика, литература, култура. Европа е изворот. Европа не може така лесно... Ньютон, значи не може... Да, може да добие некои нови облици во политиките, во све. Меѓутоа, Европа останува центар на светот во сите други делови. Ние можеме Америка да биде софтверот или не знам кај во Америка да бидат најновите изуми или Кина или не знам Индија и така. Вештачка интелигенција. Да, Европа е нашата иднина. Ние не можеме да бегаме од Европа, бидејќи не само географски и културно и образовно треба да припаднеме таму. И уште нешто треба секогаш да го имаме. Вистината за Македонија во Европа треба да тргне од граѓаните на Европа. Ние треба да ја пласираме таа вистина не само таму за да им биде лесно на нивните политички лидери да полесно одлучуваат да ја запознаат Македонија. Да ги убедат. Многу малку знаат за Македонија. Господин Ерзалов, секоја држава се гради на одредена митологија, на одредени митови. Вие сте историчари, тоа многу добро го знаете. Не само македонската, и српската, и турската, и бугарската, и грчка и така натаму. Ние одбираме тоа да е Гоце Делчев, да е Линденското востание, да е цар Самуил. Ако Бугарија не ги атакува тие три главни мита, или неколку од 5-6 главни мита во Македонија, може ли да издржи оваа држава ако е уништена митологијата на која е формирана македонска држава? Митовите се подобри за литература и за културата и тие се присутни. Имам светски романи и наши многу добри напишено на основа на митовите. Меѓутоа во политиката и во изгледа на државата тие имаат некогаш една злоупотребна вредност кога митовите се користат за кревање на тензи. Конкретно за историските личности, за да речеме за Гоце Делчев. За мене е најважно и како човек граѓанин на оваа држава и како сум се студирал историја и завршил и така натаму, е што несомнено Гоце Делчев е македонски револуционер. Дали он во одредени историски периоди се прикажувал себе си како бугарин или како унијат, припадник на унијатската вероисповест, мене тоа ми е помалку значајно. Сега зборувам во своје лично име, иако знам дека многу луѓе може тоа да ги иритира. Значи, Гоце Делчев е важно да ги навреди. Значи, Гоце Делчев е македонски револуционер и еден деец од поширока димензија од револуционер, и тоа е целата идеја за автономна Македонија. Значи, не за бугарска Македонија, него за автономна Македонија. Без оглед, значи, он предавал на бугарски јазик, бил екзарски учител и тоа. Тоа биле реалностите. Во бугарска армија и така. Да, и така натаму. И сега, ако се вадат некои документи Крста Петков Мисурков, српско школа во Белград, па бил бугарски престаник во Молдова. Значи, тие се факти. Да, ако се вадат тие факти како подкрепа на бугарската држава и на бугарите, дека он бил бугарин, и тоа нас не боли, не иритира, тука можеме само да прифатиме ако они сакат да го слават Гоце Делчев, нека го слават. И Кирил и Методи ги слават. Плюс и словенците, плюс и словаците, плюс и чесите, сите, плюс и србите го слават Кирил. Еве, ќе ви кажам, одредувањето на национална припадност на Кирил и Методи е ординарна глупост. Апсолутно. Значи, тоа е, мислам, смешно е, дури и трагично од бугарите Кирил и Методи да ги нарекуваат бугари. Тогаш не се формирани нациите. Не се словенски, туку бугарски празник, од пред 3 години го има направен. Тие се, меѓу другото, и христијански мисионери, тие се луѓе кои проповедале христијанството и тие го знаеле словенските јазици. И затоа во уставите на повеќе европски држави се напишани тие работи. И тука исто и околу која зборувавме за потеклото треба да се Чешка и Словачка ставија вето на Бугарија пред 4-5 години кога отвори тој процес.
Нациите се формираат, знаеме ние во историјата, во 19 и 20 век. Така. Нешто крајот на 18 има многу малку и главно сите, не само наши овде на Балкан, цела Европа Италијанската, германската, германската со обединувањето на Бизамек, италијаните тама уште не е завршен процесот шпанската нација например. Така е. И сега ти пред толку стотици години да кажуваш кој каква национална припадност имал, тоа е, мислам, прилично... Во Америка граѓанска војна, значи за робството направија, на крај Црнец им стана председател. Велика Британија, колонијата им се распадна, во Шкотска и Британија, пакистанец или главниот град Лондон, пакистанец, индус дојде на чело на шкотската, на британската. Сите, значи, преска, извини, не се докажавме околу... Какви драматични процеси поминуваат тие таму. Преска не кажавме, прерипнавме у разговорот за потеклото на јазиците. Исто е едно врзано со нашата историја. Сите овие јужнословенски јазици, денеска бугарскиот, македонскиот, српскиот, црногорскиот, хрватскиот, сите имаат словенско потекло. Тоа може да се каже за потеклото на јазиците, а не дали некој јазик има српско или бугарско потекло, па така настанал, или не знам, португалскиот дали има шпанско потекло, или не знам кој јазик какво потекло има. Потеклото е јужнословенски јазици. Така како група. И тоа е науката, така го се изучува. Така. Меѓутоа, еве, кога е во прашање на национализмот во Бугарија, тука нема, тие играат на една тврда карта. Некојаш помислувам дали тоа намерно се прави за Македонија да не влезе во Европска унија. Мислите? А некојаш ми доаѓа таа мисла затоа што кој ќе фрлат некоја бомба од тој карактер да се спори Македонија. Сака да го иритират. Да се иритира и од овде реакциите стануваат жестоки. Не сакаме таму. Под тие услови не прифаќаме. Не прифаќаме и тоа од Македонија ако влезе во Европска унија, може многу побрзо да напредува во делот на стандардот и многу подобро ги има решено меѓуетничките и меѓунационалните односи во својата држава. Во споредба со нив. Во споредба со нив. Не само со нив. Во споредба со многу земји во Југоисточна Европа. Во многу земји, па дури и во Западна Европа. Македонија има изворедно правно решение во овој момент околу меѓунационалните односи, иако нас не се чини и се случуваат тешки инциденти. Мислите дека ние ги имаме изненадено бугарите во наводници колку успешно сме обстоиле овие 33, бидејќи тие смета дека без СФР Југославија, без Белград, дека ние ги имаме изненадено. Тие мислат дека ние сме македонците се попуслива нација, како што и многу македонци мислат. Даваат права кога не треба. Штета е што тие права се повеќе изнудени, а не се дадени. Изнудени се во делот на формирање... Не е процес, не е зрење, туку е наметнување. Наметнување. Тие се изнудени во делот на создавање на коалиции да се земе власта и така натаму. Но во крајна линија и со Охридскиот договор тие се многу над многу држави на Балкан. Тој им остава простор на овие социјални мрежи, тоа што велат ги продале националните интереси да се дојде до фотелја. Така. Тоа наидува на плодно тој кај нас. Кога тие процеси би се воделе како процеси на договарање, процеси на зрење, не процеси на продавање, тогаш и полесно би ги правиле тие процеси во Македонија. И особено ако тие процеси ги иницира и ги прави мнозинскиот народ. Тогаш веќе тоа е едно многу високо ниво и тоа може да значи зближување меѓу поголемо зближување, а не да се јазик на омраза, на нетрпеливост и така натаму. Еве, околу тој балансер сега пак е на многу на ветрометина. Не е проблемот тоа да се укине и да се примат способни и најдобрите луѓе во разни служби и така натаму, без оглед на нација и вера. Проблемот е во злоупотребите. Значи, злоупотреби се прават, не го примаме најдобриот, ќе го примаме најлошиот затоа што... Да биде под нив. Како можат неуспешни, лоши, кои преку партија или партиите дошле на тие позиции во државна администрација, сега да примат во таа државна администрација најуспешни, најспособни, тогаш сами си ја ништат, сами се проблематизираат својата позиција. И да ставите
полуписмен партиски човек, шеф да им биде на професионалци. Така е. И да ги малтретира таму сите. Дури верат во Кина, кога стават овие локални провинции одредени главни играчи, ги избират од редот на најуспешни бизнисмени, бидејќи велат како тој бизнисмен е способен сам да си направи богатство, капитал и да го штити, тогаш ќе може да штити државата. И од редовите на тие игра, тоа ми го објаснува моделот на Кина, реков добро како ќе може да се случи некој утре да дојде на чело партиски апаратчик, не знам во државните компании и во администрацијата државна, злоупотребите се најголемата пречка, по моја мислење. Значи, тие се секојдневни и очигледни дури и на шалтерите. Оттаму е фрустрацијата. И Оттаму е фрустрацијата. Фрустрацијата е, оттаму и фрустрацијата. Еден шалтер работи, 5 не работат. Нели како ише Груевски мора се наведнете за да им тропнете тамо на шалтер и така натаму. Ама на тој начин нели се покажува силата на државата. Ко вие всушност контролирате тоа, тогаш може и да завршувате тие работи. Тој процес што е достигнат на ова ниво во Македонија, во уставните права и во делот на практиката веќе, може да смета на соседи кои тоа го немаат. И ние треба да се ослободуваме практично од злоупотребите и да не паднеме у таа замка на емоционални прашања, туку да влеземе на функционирање на системот и на демократија. На тоа не играт. Да. На таа наша емоционална ранливост според одредени прашања, тие да не боцнат, а ние да изреагираме емотивно и да ги уништиме сите процеси. Тие политички и медиумски дебати треба да се одвиваат во оваа насока во која денеска зборува. Значи, тоа е суштината во Македонија, ако сакаме брз влез. Социјалдемократскиот сојуз многу сгреши што не ги стави уставните измени на дневен ред. На гласање. На гласање. Да се види. Еве ќе ви кажам зошто. Значи, тие веројатно немаше да поминат. Така е. После тоа се поднесува нормална оставка и се оди на избори. Може би ќе претрпеа пораз, најверојатно, но немаше ваков дебакл да доживеат како што доживеа. И сега власта се занимава и со опозицијата која во ништо не може да ја попречи. Значи може да ги донесат сите релевантни одлуки. Не ги носат затоа што ако ги донесат релевантните и стратешките одлуки, јавноста ќе открие дека лажеле во предизборните кампањи и цело време лажеле додека биле во опозиција. Значи, дека ќе ги сменат договорите со Грција, дека ќе го подобрат, дека со Бугарија предарство, дека ова... Значи, тоа ќе се открие. Меѓутоа и да се открие, тоа во политиката е дозволено. Тоа го направи Мицотакис. Мицотакис рече дека е предарство на грчките интереси, Преспанскиот договор, предарство е на национални, јазикот, све е дадено на Македонија. Тоа, вториот ден по неговото стапување, рече тие договори се лоши, не се добри, ама ние мораме да ги примениме. Тоа можеше и Мицковски да го каже. Лоши се договорите и направена ни е неправда. Точно е, сите знаеме дека ни е направена неправда, тука не може да се оне, меѓутоа мораме да ги применуваме. Тоа не го направи само заради локалните избори. Значи, уште власт му треба. Ја не знам уште колку власт му треба за да се направи нешто од стратегиски. Еве, последните изјави веќе зборува за внимателност. Значи, треба внимателно да почнеме да ги именуваме работите кон Европа, кон ова. Значи, ја дури мислам дека не е свесен за некој зборови. Изгубеното време е најскапоценно. Ние ако заостанеме за Албанија и ако Србија најде начин да реши одредени прашања што се бараат од неа, почнуваат таму. Да, Црна Гора е следната држава што ќе влезе најбрзо. Ние ако сега имаме 100.000 или 120.000 колку викаат бугарски пасоши, ние ќе имаме 200.000 албански пасоши и ќе имаме не знам колку илјади можеби црногорски или српски пасоши. Тоа се процесите. Тоа се процеси. И овие нема да бидат гурбетчиски како бугарските. Нема да бидат за овие ќе бидат национални припадности. Сега ние ќе зависиме, гледате, Европска унија има потреба да покаже успех овде во регионот. И кога не може во Србија, кога не може во Македонија, ќе покаже во Албанија веројатно или не знам во Црна Гора. Не, Васко, не да се каже. И ние сега ќе треба да чекаме Украина
да биде направена група, грост, ВОС, како да го дефинираме, и Украина да биде начело, како што била Полска начело на тој вишеградски процес, Украина да биде овде во овој наш процес. Мислам, гледате, каде ние успеавме да... Ми го зема зборот од уста. Значи, Украина не е убаво да се каже, меѓутоа ние во војната во Украина не ја искористивме. Тоа беше најголемата шанса. Украина, тешко е да се надеваме дека ние со таа група би влегнале. Со Украина и со Молдавија, да речеме, ако ја сфорсира. Мислам дека нас ке не заборават тогаш. Ке не тргнат. Едноставно, бидејќи се работи за само блокада, Ерол не заборава. значи не е виновна више, до сега беше виновна Европа, правеше со француското вето, со ова, Бугарија беше виновна, грците ни правеа 20 кусур години пречки. Сега сме сами. Затоа требаше се гласа во парламент. Да, и сега они може да не рече. И сега, затоа требаше да се гласа, а и сега треба да се гласа. Да се види. Кој е за, кој е против, кои се аргументите. А и сега треба да се гласа, да се донесат одлуките. Дали ќе изгуби ВМРО 2-3 градоначалнички места или нема да изгуби, мислам дека тоа во споредба со државните интереси е многу малку значајно и дека не треба тие да се подпираат на тоа, треба да ги донесат што побрзо, бидејќи времето работи против нас. Ние потрошивме 2-3 генерации до сега требаше Македонија да си биде членка на Европската Унија и покрај членството во НАТО, затоа што секоја следна понуда е полоша. 35 години. Словенците велеа Европа здај. Со тоа влегува во процесот на формирање независна словеничка држава. После 35 години, ја мислам дека не сме подалеку од тој процес отколку што бевме пред 30. И во полоши околности. Значи ние последната најдобра година економска, односно индустријска, 1979 година, и вие сте воделе економија. Тоа е најдобрата година, значи 1979 година. Колку се поминати? Многу. 46 години. Последната најуспешна година во Социјалистичка република Македонија. А ние лидери економски на Балканот. Мислам, видите, може да го лажете вие членството, можете да гласачите. Името Северна Македонија беше понудено пред повеќе од 10 години. И без да го менуваме уставот. И Бајерама имаше истата, и Горна Македонија. Значи беа имиња уште со Нимиц, која се водеа договорите, дека Грција нема да прави проблеми ако не е по тоа име. По тоа име. И тоа во државата ќе се останеше Република Македонија името. Ние тоа немаше да биде ергомнес. Сите бевме против, некако бевме навредени, понижени, зашто друг кум да ни биде на државата, зашто другова. Може оправдана реакцијата на јавноста, меѓутоа државниците се одликуваат со тоа не како што нашите сега политичари тврдат, како народот, народот него обратно. Народот треба државниците да го водат народот. Народот даде доверба. Да, народот не даде доверба и ние ќе го слушаме народот. Не, господа, вие треба да го народот упатите на најдоброто решение и да се жртвувате за таква цел. Дали народот нема да ви изгласа еден мандат, помалку е важно од една промена на власта, отколку што е, да речеме, да се оствари еден стратегиски интерес. До сега Македонија, извини, само да довршам, ќе имаше и инфраструктура изградена, со добар дел од европски пари, ќе имаше и еден друг начин на квалитет на живење во државата, и ќе имавме, ја не ја идеализирам Европа. Не мислам дека ние кој ќе влеземе од одма, ќе почнат да те... Меѓутоа, ќе имавме и подобар образовен систем, и подобар здравствен систем, ќе имавме и поголема конкуренција на разни стоки што ќе доаѓаа во Македонија и што можевме да направиме некаков поголем, позначаен извоз, ќе имавме некое посредено земјоделие, бидејќи и ако има една соба материјали што треба да ги исполниме, 2/3 од собата се со материјали за земјоделието. Тоа е клучно.
Тоа е клучна работа. Хрватите садеа маслинки пред да влезат во Европска унија, бидејќи кога ќе влезат тамо ќе имаше квоти или ќе имаше ограничување колку маслинки може. Така Тоа е многу битно во тоа нивно. Значи ние не се подготвувавме за таа работа, а можевме тоа да го завршиме. Не го завршиме. Ако ова сегашна шанса не се искористи со уставните измени, ние ќе добиеме полоша или ќе бидеме заборавени. Не спомнуваат. Вие видите ги изјавите на портпароли на Европска комисија, Значи, воопшто тоа се студии кои имате таму, услови треба да ги спомнувате. И Александар Вучич нели на средба што беше минатата година, крајот на годината, со овие балкански лидери со Урсула фон дер Лајен, вели една држава дојде таму, но не ги имаше исполнети условите. Значи ние сега веќе сме држава која не ги има исполнети условите. Последно прашање. ВМРО ДПМН преку Маријан Ѓорчев го прифати Лазо Кулишевски. Вие ги знаете, Лазо Кулишевски така. Ако Лазо Кулишевски оди кај ВМРО ДПМН, sada сама кој му остану? Видите, нашата современа историја од, да речем, 41 или 45, како сакате навака, се што не починало рано е исплюкано. Дали се работи за Лазар Кулишевски, Крстец Црвенковски, дали се работи за разни Киро Глигоров, се. Блаже Коневски. Се. Да не зборам за асномците Панко Вршнавров, Ченто, се тоа омаловажено, деградирано, исплюкано и со тоа си ги сечеме корењата што имаме. Значи, таа историја уште е непознаница дури и на современиците. Чудна работа. Ние се фативме со Александар Македонски, со антиката, со на некои проучувања, меѓутоа овие процеси што се случува во периодот од 41 до сега, некако имам чувство дека се забораваат, се игнорираат и луѓето многу малку знаат, освен нели народно-ослободителната борба и ништо не знаат. Ама ништо не знаат. 10 години прекуперање мозок со македонска телевизија, ние веќе тие што биле на добрата страна ги сметаме за олоши, тие што биле на лошата ги сметаме за херои. Сите тие без, ако е време, без некои емоции да ги прикажеме на јавноста, да ги чутаме дали имале и грешки, имале и добри работи кои ги завршили и така да ги гледам. Видите како енглезите ги учат своите цареви, кралеви, Ричарди, Со сите слабости. Па дури филмови на BBC ке направат за да може тоа да се види, серии за да можат да ги екранизираат. Кај нас е тоа некако поврзано со многу емоции, со многу Гоце му кажа на даме му кажа на Гоце, кај нас на тоа ниво е нели на прераскажување на одредени секвенции. Сигурно последно прашање сте. Од каде таа обсесивност за авторитарни лидери? Од каде таа кај Македонија обсесивна повеќе? Еве од каде. Значи ние сакаме некој да ги реши сите наши проблеми со стапче, ама не знаеш да не удри тоа стапче. Другите. Тој камшик да ги удира другите. Кој ќе не удри нас по грбот, викаме што е ова се. Поможност албанците, поможност бугарите и евентуално грците. Ние секогаш сме сакале и од таму е тој панславизмот кон Русија. Значи ќе доеба чушка и ќе не спаси од робство, од ова, од она. Исто така сакаме цар, крал или не знам, диктатор кој суверенизам, нели? Суверенизам, да. Дугин го има четвртиот. Он ќе дојде, утре ќе тропне на маста и ќе рече ти од утре таму и таму. Мислам, тоа е таа заблуда и тоа е одраз на примитивизмот, тоа е и на пропагандите, на популизмот. Мислам дека ја промашивме работата 2004 година, кога после 6 месеци Хари Хостов беше сменет. Мислам дека тука е клучната грешка на поновата македонска историја, кога менаџер ќе се обидеше менаџерски да ги пости работите во Македонија, да се знае кој што работи, колку чини, како чини, зашто тоа го прави. Неговата оставка е многу интересна и таа треба да се види. Пред кого, што значи премиер на државата и зашто е неотповиклива оставката на еден банкар тогашен да се повлече од таа функција и јас сум пишувал за таа работа. Меѓутоа, штета, кога се поднесуваат неотповикливи оставки во Македонија, тоа и во светот воопшто, тоа значи се отвара патот на партиските лидери да го решат проблемот.
Значи, тоа ви давам пас, јас се повлекувам, сега ви остане. Меѓутоа, тогашните партиски лидери и во ДУИ и во СДСМ не го решија прашањето. А Бучко го вадеа со хеликоптер од струга, го вадеа Него го ставија така затворено и така владата почна партизирано да функционира, а не како влада на целата држава. И ден денеска е така. Фала многу, им беше задоволство. И мене ми е драго. Ако нешто паметно кажеш. Ако има нешто паметно во ова што зборував, се надевам дека ќе биде прифатено. Гледам, вашите емисии се доста гледани. Тоа е добро. Фала многу. До некоја следна прилика. Ова беше емисијата во Центар, ова беше интервјуто со колегата Ерол Ризаов. Се надам дека ви се допадне интервјуто. Отворивме суштински прашање, суштински процеси. Обидовме да фрлиме светлина на сите тие процеси, бидејќи тоа е неопходно во македонски услови, бидејќи ние не разговараме за процесите, ние трчаме за процесите или се обидуваме да ги контаминираме или да ги маргинализираме сите процеси кои ни се случуваат и бидејќи тоа го правиме, процеси да ги имаме трнато на страна, ние всушност каскаме зад нормалниот свет, зад Европската унија, за НАТО, за се она што се случува, не само на Балканскиот полуостров, туку секаде низ светот. Ако ви се допадна ова емисија, Ново дружие, недела во 22 часот, нова политичка анализа вторник, 22 часот и 30 минути, до недела и до вторник, пријатно вечер Македонија, каде да си.